вести. Еве ние успеавме да стапиме во контакт со Иван Сингартијски, еден од членовите на секретаријатот на ОМО Илинден Пирин, која со години се бори да се регистрира како политичка партија на македонците, на етничките македонци во Бугарија, но не е успешна. Иван, добро утро на вас во Пиринска Македонија. Добро утро и поздрави на сите македонци во Австралија. Еве ние уште еднаш ве побаравме на оваа македонска радиопрограма од Мелбурн. Вие од Пиринска Македонија веќе сега знаеме дека се припремате за прославата на Илинденското востание. Најнапред сакам, веројатно вие сте информирани дека бугарскиот културен клуб од Скопје испрати веќе покани до председателот Плевневлиев, па до премиерот на Бугарија, испрате покана до председателот Ѓорѓи Иванов и до премиерот Никола Груевски, заеднички и слободно да го слават Илинденското востание во Смилјаво на 19 јули. Да. Кој? Извини. Види, заеднички сакат таму го слават, а ние тука славиме. Воопшто со нас нема никакви односи. Тука во Бугарија исто слават Илинден. Примерно во градот Гоце Делчев, на Степа Пашир, секоја година традиционално се слави Илинден. Но тие сака да се слави на високо ниво во Македонија, заеднички. Јас мислам, че това е нова тактика на бугарската дипломатија. Сите македонски инициативи, сите македонски празници, сите македонски револуционери на некој начин пак да станат бугарски. Може би ние најги знаеме работите тука во Бугарија, зашто имаше години, некаде 73-4 година, кога ако слушнеш македонска песна, ти ги взимаха плочите, ти ги крше, ти взимаха плеерот, ти взимаха, тогаш почна кастофоните да излегуват, ти ги одзема за тая работа, ти вика во полиција и оттаму се знаат другите работи. И само за 10 години рекоа не, няма да сме против македонската песна, македонските песни са бугарски, и ги пееме сите песни, и кажем дека са бугарски, и така се започна. Сега на ист начин искат да направят и со македонската историја. Ки славиме заедно, а што ки славиме заедно, били сме заеднички народ, што не е заедничко, не знам. Добро.